краси. Кога треба да се лаже и краде држава да се даде, кого ке го повикаш? Гилеги липте. Кога треба Луи Витон да се носи, некој денар да се проси, кого ке го повикаш? Гилеги липте. Кога тендер треба да се мести кеш у джеб, да се смести, кого ке го повикаш? Гилеги липте. Кога авата ке се дава корупција права, кого ке го повикаш? Гилеги липте. Одма филмови да се прави. Судијават чувал 350.000 евра, криел од зид. Дали сте нормални? Кој може да поверува на таква работа? Како 350.000 од зид? Треба да си ненормален да ги чуваш. На ниеден да не му текне. Дека човекот кој термоизолација ги ставал од зидот. Најубава термоизолација у еден стан, куќа, ви се девиси. У случај 350.000 евра, вика дека нашли. Шо мислите ја овде која преградував, која правев? Шо, морска пења ставав како термоизолација? Не сум глуп. Девизи се стани. Само шо нели ја не сум у радарот на обвинителство, нема зашо да доаѓа, тоа се кај мене све честно заработени илјадници евра, не, ја не сум ни судија, ни мудија, ни ова, ни она. Али тука се све. Тој мајсторот убаво ми рече тогаш, сакаш термоизолација 15 сантима морска пења, тамо 20, сакаш ова, ако имаш девизи, вика, нема болje од тоа. Ја му вика, мајсторе, куферчето, го донесу, вика, реди. Кога има, јеби да. Така да, не знам што скока одма јавноста, 350.000 евра чувал судијава од зид. Стајн. А ниједен да не му текне термоизолација, дека е тоа. Изгледа покажем на стари години таленти за адвокат, она одбрана да ме земе. Шко кај? Зошто не би поверувале, например, на ова, дека као, судија, например, да ги убедам. Ама изгледа биле набавени на недозволен начин или не поминале низ тие финансиски текови. Мислам, кој курец. Имаш индикации, мислам, за негова блиска уште пред година дена и нешто, дека исто взела 1.000.000 евра овакво од некој што за да не добие притвор, за да ова, за да она, да не му биде одземена возачката и не знам што тамо, веројатно пасошот, да тврдеше еден, вика, 1.000.000 евра зела, мислам, како да ви кажам. Некој удржава и си сака и си зима. Ко тој познатиот јапонски овој судија на времето. И си сака и си зима. Мислам, така се викаше судијата у Јапонија. Така да, мислам, добре е конечно што ете така стргна работива од мртва точка. Треба да се фатат сите овие што користеле илјадници евра за термоизолација на своите домови, па сепак сега можеби ја разбирам зашо он сега приведен или зашо, значи постои еден мит дека термоизолацијата со странска валута, со странски девизи, овој дека канцерогена, као стаклената волна да туреш за сега за термоизолација. Дека само заради тоа нели, а иначе најдобро изолира. Мислам, термоизолација имате парно, не ви треба панели, не ви требаат клима за грејење дома, овие ноки зимски, не толку снежни. Значи, само можеби заради тоа ако е утврдена некоја нелегалност, дека ете така, материјалот од кој што се прават тие новчаници, дека е можеби канцероген и дека може да делува на околината, особено опасен у допир деца ако дојдат со него, нели? Па и возрастни, мислам, у принцип. До многу пари викаат озрачуеле на лошо, те менјале комплетно. Не си бил истиот човек, тоа е све таа канцерогеност веројатно што содржат тие новчаници овака. Тие можеби само заради тоа е. А иначе дека термоизолатор најдобар кај мене, вие пример, ја ни радиатор, ништо не тоа. Влагаш дома кај мене, се совладаш на ход комплет. Добро се. Немојте да ви оди мислата на некој тамо перверзни работи. Друго сакав да кажам. Ете така. Треба на вистина, јас сум да се откријат сите сега.
Немојте сега кај мене да доаѓате сега кај мене. Одамна е изолацијава, немаше тој закон ретро, како се вика, ретроградно да се активира. Ми се овде изолирано ми е 30 години вака мене тука. Значи, не, се стари новчани, стари девизи, марки. Кој користи више марки? Излезе на употреба, така да немојте кај мене, а затоа не го користите ова као допрен самоглас. до обвинителство. Значи, идете тамо кај други. Само заради тоа викам, за друго ништо не е тука нелегално, одма да ви кажам, не правите филмови, не скокајте, не кривајте прашина у јавноста за џабе, дека на нелегален начин. Едино е тоа нелегалното, ја мислам што се канцерогени како термоизолационен материјал ако се користат еврата, нели? Особено у толкав број тоа зрачи у пичку матер 350.000 евра новчаници, вака по 100 евра, по 50, по 20. Многу имал напретек овој цела куќа да ја цела фасада што се вика онака да термоизолира. Небитно. Гледам работава се загрева околу Гренланд. Пичку матери, Гренланд. Who is fucking Гренланд? А тоа Гренланд уствари има 55.000 жители, кои не знаат. И сега овој циркузантов им понуди на овие како инуити се викаат тие тамо кои ескими што живеат. Им понуди по $1,000,000 за секој човек онака да потпишат дека се утре американци сите. И не се овие се побунија, овие Европска унија и почнаа војска да праќаат. Деме Гренланд ќе го бранат од Трамп, од американци. Русија малци им се што им се закануваат на Русија на Путин, сега јам на Америка. Европска унија бе, тоа е страотна сила бе. Ем со Путин ќе се тепаат исто време, ем со Трамп. И со Русија и со Америка. Кој ги е? Па што се мислат тие дека се нешто многу јаки? Бе, кој ќе им нарипаат. И бога ми многу сериозна закана за Трамп. Трамп се устра. Вчера со Памперс цел ден го поминал. Ја се чув со тој неговите, како се викаше тој неговиот десна рука, како се викаше тој името што му го грешат нон-стоп. Заборив се, болje да не го кажам, да не го сгрешам, ама знаете тој еден млад, така што арогантен, така што се појавува, така да ме десната рука на Трамп, евентуалниот заменик, како се викаше да го ебам. И вчера со него си на линија, нели? И викам, како, викам, шефот, викам, вчера, вика, на Памперс цел ден. Зашто бе му викам на Памперс? Вика, овие почнаа, вика, војска да испраќаат од Европска унија, вика, на Гренланд. Не чекаат, вика, со војска на... Колку бе војска испраќаат? Каква војска бе? Па вика, еве, Словенија 20 војници испрати. Ое, не знам кој, 6 војници. Не знам Шпанија тамо 15-20. Германија, вика, испрати војници, па се попишмани, вика, ги врати назад. Недоволно опремени, у летни чорапи ги пуштиле у сандали. Тие германци Гренланд мислеле дека е долека и према овакво, према Малибу, Маршалски острови, натака. И несоодветно облечени, па ајде назад цела војска. Да се облечат убаво джемперчиња, бабите што им сплеле овие калци, малци и вика сега да ги облечеме, вика ќе ги вратиме назад. И така, малце се попилна, кој пратил 50 војници, кој 100 војници. Нема заебанција со овие Европска унија, мислам стварно. Нема заебанција. Путин, пошто нели на линија сме со овој Александар Дугин цело време, со Псков, со Захарова, со... Знаете, да не ви објаснам цела прича. Путин, вика, седи од страна и си вика, па ја, вика, со вакви будали им рекол, па ја да тргнам према Берлин за 2 дена, Берлин ќе го освојам, цела Европа, руски ќе се збори, каза чоксите ќе играат, ќе јадат тоа, како се вика, борщ и руски кавијар, и вика сите, вика, ќе бидат руси. Значи, кој знае колку му е на човекот смешно кој ќе гледа што се дешава
по светов. А овој по друга страна па му се сакани на Иран со воена интервенција. Овој, кажи, овако. Циркузанто. И се закануваше едно, добри 10 дена се закануваше. Док гинеа овие што ги побуни у Иран, негови агенти овие на Мосад, ова народов младиве што ги побуни тамо да искочат по улици, да сјебат мајката, да изгубат животи, да бидат уапсени, осудени на смрт, мр, да има илјадници жртви од нив. Ги побунија, излегува на улица, сега иде коњицата, америчка, само што не сме тргнале спремни, коњи не ржат, најадени со зопца, едва и чекаат да тргнат према Иран, да ве ослободиме од режимот на ајатолахот. Ни коњица, ни зопца, ништо. Се повлече дечкото, се предомисли од напад на Иран. Пошто јеби го умеѓу време, овој Владимир да ти му пратил орешник ракети на Ајатолахов. Ајде се најдат за секој случај, случајно ако Израел и Америка тргнат на вас. Имате со што да ги пречекате. Кај нас е вика обичај, вика у Македонија, кај другар ми, овој агентов Куров. Го знаете кој е? Агентот Куров. Вика кај него обичај со лепци, со лепче солце или со сладко да ве пречекаат. Вие вика можете со орешник. Тоа вика исто е или орешница на македонски, тоа е исто вид на стакло, на сладко. Орешник со орели. И вика, вие од ова ќе им даете, ако случајно тргнат према вас, е вика орешник. И само со сладково, мајте ги овие, ќе се утепаат од јадет, преува сладкото. И така, и овој сега нема да го нападне Иран, се предомисли, овие решени се да се тепаат и со Америка и со Русија, овие јадојве од Брисел. И една ситуација, како бе после човек да не рече, абе од утре учам руски ке мојва мајка. Па и кинески ако треба. Абе вие се отидоа у курац. Али, добре, се мрдна од мртва тачка, само уште да видиме што правиме со Жан Митрев и со Филипче. Што правиме со ова? Ајо, вие убаво тргнаа да апсат суди нашиве. Абе, ја ви кажем бе, ВМРО ќе ги оправи полека работите, слушате ми во зборот. Полека. Па сме били изолирани од Европа, сме били ова сме. Значи не паѓајте на тие спинови про-СДСовски на петата колона бугарашка што е овдека. Денек сме изолирани, не се секирајте за тоа. Ке си имаме ние пријатели, само под услов да си ја сакаме доволно државата и да си ја средиме од внатре. И после ќе може да ни плукнат под прозорец, сите останати. Така да не. Него друго ми беше збор. Што стана со Филипче и со Жан Митрев? Пак ли ќе биде тоа некоја венецуелска сага, у смисла на ТВ новела, наречета турска сага, или ќе се случи нешто конкретна ситуација, пошто овој го обвини Бајги за крупна работа, у емисија директно обвинение, тоа е баш подлежи под клевета ако нема докази, ако не е така. Овој му врати Филипче, сега ќе тужи доста ми од се, санки до сега ова што го слушаше не реагираше и сега одеднаш почна да му смета тоа кога го каже толку јавно. А во позиција на председател на партија на умирање што се, мислам умре на партија, сепак го здобале тоа сега, не иде лидеров на партијава да го кажуваат како правил, што правил. И сега знаете како е обично кај у нашава ситуација. Смрди и тамо, така е обично кај нас. Од ја у минатото ко ми текна вака кога ги гледам, кога ги слушам, у минатото зборам години наназад, од тамо негде кога сум почнал нешто да разбирам како функционира нашава политика. Знаете што сватив едно време, многу одамна беше тоа. Викам, човече, овие што се тајкуни, богати, без разлика, што му дава на тој што е на власт, да го стаираат. У исто време, без проблем им дава и на овие што се опозиција. Помага, и тамо, сега овие што се опозиција, нормално малце помага, пој што се опозиција, ама никогаш не го затварал чешмичето. Ми текна на многу тајкуни така што дава и вамо и тамо. У времето кога беше најмоćен Груевски, значи никој не ни се обидуваше да се осуди дека никогаш тој ќе падне од власт. У тоа време одредени тајкуни богати ги знаете сите, си дава и на опозиција. Ќе му плати сметки, ќе ова, ќе даде за
ќе отиде некој од битен човек од опозиција кај овој тајкуно, види ми треба детето ќе ми студира сега таму и таму да помогнеш полабар од ова, од школаринава или цела или не знам. Дава, и свикаш ти, затоа бе нема зима за некој бе. Удржава. Вош они си одржава така, хигиена, односи со јавност, особено со партије на власт, така што не очекувам дека ништо посебно, дека нешто посебно ќе се случи во оваа шпанска серија помеѓу Филипче и овакво и Жан Митрев, ама тоа не значи дека не би сакал. Ама ја мислам дека целосното разоткривање на Филипче у тој случај, ако е така како што тврди нели овој Жан Митрев, дека тука ќе излезат уште други луѓе што во моментов не се чувствуваат дека треба да бидат јавно откриени, дека биле у тие комбинации или у некои други што ќе се утврдат после доколку дое до истрага, судење и така натаму. Тие работи кои ќе почнат да се истеруваат до крај држава, ја мислам дека тогаш стварно ќе не биде. Ама кој ќе се открие буквално све. Кој правил, шо правил, зашо правил? Ствари не може никогаш да се открие се, да се разбереме, кој што така функционира овој свет и никогаш се не се открива. Не постои земја која што нема тајни, кои што нема никогаш да се откријат, така и Македонија. Но да се надеваме дека чат-пат нешто ќе почне да се рчка и барем дел од овие мрежи, структури, играчи, би рекол на длабоката бизнис заедница, полека ќе се откриваат без разлика кој што, колку и на кого му давал уминатото. Ете тоа од моево денешно обраќање, па се гледаме.